Вечерва победи Македонија. Ова вечерва е нов почеток за Македонија и за сите нејзини граѓани. Постигнат е договор кој што утре треба само да биде правно, легално формализиран преку претечување во закон за влада во кој што се дефинират надлежностите на замениците и министри. Постигнат е договор за избирачкиот законник. Постигнат е договор за законот за whistleblowers или свиркачите. Постигнат е договор за закон за заштита на приватноста, кој што стапува во сила веднаш, а ќе се применува после 6 месеци, период дозволен за да се изјасни Венецијанската комисија по самиот закон. И постигнат е договор кој што треба да биде протечен во одлука на парламентот за анкетната комисија. Сето ова утре треба само да биде уште еднаш на работните групи разгледано заради техничките аспекти и веднаш што ќе биде подготвено, испратено во собранието за да парламентариците го дискутираат и секако се надевам дека ќе го донесат. Истовремено, вечерва ја исполнив и врската согласно договорот да го предложам кадровското решение за министер за внатрешни работи, за кој што барав согласност од ВМРО-ДПМН и од ДУИ. Согласноста ја добивме. Нов министер за внатрешни работи ќе биде Оливер Спасовски, генерален секретар на СДСМ. Истовремено, заради тоа што спроти мене седеше премиер, кој што ќе биде и премиер секако до 100 дена пред изборите, ги предложивме и другите имиња. За сите овие кадровски решенија, напоменувам, се условени заради тоа што органите и телата на СДСМ треба да ги донесат одлуките, а тоа е Централниот одбор на СДСМ. Министер за труд и социјална политика ќе биде Фросина Ременски. Заменик министер за финансии ќе биде Кире Наумов. Заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе биде Љупче Николовски. Заменик министер за информатичко општество и администрација ќе биде Александар Кирацовски. Секако, доколку Централниот одбор на СДСМ ги потврди овие имиња, а секако се надевам дека ќе добијат поддршка и од нашите коалициони партнери, кои што ги застапувавме заедно покрај нашата партија. Кога би се избрале тие, господине Заев? Бидејќи роковите измина, сега веќе треба со ова да се заврши. Ако утре бидат конечно потврдени, а не чувствуваме никаква причина да не бидат потврдени, целта е да имаме уедначени решенија сите партиципенти во преговорите, да нема некакви дилеми кога тие законски решенија и таа одлука ќе стигнат во парламентот. Се надевам дека најбрзо можно претседателот на Собранието на Република Македонија ќе ги закаже овие точки на дневен ред за да може да бидат донесени одлуките. Наша интенција е секако пред објавувањето на извештајот законите да бидат донесени, министрите да бидат изберени, секако и замениците министри со право на вето. Дали 24 април останува датумот за избори? 24 април останува датумот за избори. Дали утврдивте кога премиерот би се повлекол како датум? Датумот е утврден во законот за влада, онака како што е тоа напишано, потврдено во договорот од 15 јули, а тоа е во соодветно време премиерот дава оставка, а не подоцна од 100 дена пред одржување на изборите се бира влада со нов премиер. Тоа значи пред нова година? Роковите по уставот се 10 дена плюс 20 дена. Секако дека очекуваме приближно на овие рокови да биде поднесена оставката. Конечната цел е да бидат исполнети роковите 100 дена пред изборите, да има влада, која што би била во истиот постојан состав, но само со нов премиер. Господине Заев, едно од најтешките прашања беше тоа како да функционираат министрите од опозицијата во таа влада и замениците. Какви решенија усогласите? Како ќе функционираат? Како ќе се контролираат? Најголемата дилема во овие закони, во законот за влада пред се беше од кога се смета организација на избори и дали да стои во посебен член. Така да едноставно решението го најдовме со тоа што го преточивме
ги преточивме формулациите на зборови од самиот договор од 15 јули, каде што се опишува дека заменик министерот, дополнителниот заменик министер, има право на вето за сите финансиски, правни и човечки ресурси кои што се однесуваат на организација на изборите. Така да, исто така во истиот закон е прецизирано дека министерот за внатрешни работи може да разрешува, распоредува на исто ниво, на различни нивоа, одредени раководни лица. Уште еднаш потенцирам, нашата интенција не е да ги смениме сите раководители, секако таму има пред се професионалци, бараме пред се фер шанса да ја извршиме обврската за раководење со Министерството за внатрешни работи и со Министерството за труд и социјална политика. На показ на јавноста сме сите. Се надевам вие новинарите ќе не следите во целиот овој период, да не заборавиме дека ова го правиме, да добиеме гаранција за граѓаните пред се, за слободно изразена волја на изборите на 24 април, каде што покрај власта гарантира и опозицијата. Истовремено, во овој период, да ја подобриме нашата Македонија со демократизација на институциите пред се во медиумите, во правосудството, во другите корективи во општеството, како што се антикорупцијска комисија и некои други институции, заради тоа што зголемена демократија во институцијата ќе значи дека сите сме победници. На крајот на изборите може да бидат едната или другата страна победници, без разлика од македонскиот и од албанскиот блок. Секако дека тоа е многу важно прашање исто така, но да не заборавиме дека ова мора да биде исклучиво во интерес на граѓаните на Република Македонија. Како сте задоволени од договорот и дали ќе гарантира фер избор? Јас сум задоволен од самиот договор. Овој договор секако е основна гаранција за имплементирање на она што се очекува од самиот договор, од самите поединци, од самото однесување сега на сите нас заедно. Секако самиот договор сам за себе нема доволно букви, зборчиња или членови од самите закони кои што ќе се преточат во парламентот за да бидат доволно гаранција. Тоа зависи од сите нас, партиципиенти во самите избори и секако и гарантори на регуларноста на самите избори. Малку се шпекулира и со едноставно такви опасности дека демнат земја. Информациите кои што ги добивам јас, најверојатно ги добивате и вие, се неофицијални информации. Искрено се надевам дека нешто ни блиску не се случува на Куманово. Искрено се надевам. Секако, како председател на партијата кој што го предлага министрот за внатрешни, од идната недела би имал и такви информации, но сепак би оставил да таквите информации ги добивате од соодветните институции. Секако од идната недела и од кадрите со кои што СДСМ и опозицијата ќе партиципираат во тие институции за да ви дадат директно информации за кои што се заинтересирани. Да, уште едно прашање, сметате ли дека сепак со ова одложување на договарањето е направена непоправлива штета барем во овој момент на земјата во однос на интегративниот пат, затоа што веќе известно е дека Македонија ќе добие условена препорака во извештај што ќе се објави следната недела? Или имате други информации? Да не заборавиме дека и нашата намера за полноправно членство во Европската Унија се темели на нашето чувство, нашите граѓани да ги конзумираат, да ги чувствуваат европските вредности, да имаме живот како западните земји, како граѓаните кои што живеат во Западна Европа. Тогаш и навистина ќе бидеме граѓани на Европската Унија. Во Македонија наназад се направени непоправливи штети. Не е ова само со извештајот. Јас сум среќен што успеавме пред извештајот да донесеме договор, да го испочитуваме заради тоа што очите се отворени и на комесарот Хан и на Европската Унија, кои што ги носат нашите ваквите одлуки, на кои што треба да им дадеме на знаење дека вреди да продолжат да прават напори во помагањето пријателски, без да навлезат во суверенитетот на нашата земја, пред се како пријатели, во унапредување на севкупниот квалитет на живот на нашите граѓани, а секако и исполнувањето на условите за полноправно членство во Европската Унија. Дали Социјалдемократскиот сојуз е способен за 6 месеци да ги демократизира институциите и да обезбеди фери демократски избори? Знаете дека тоа не е интенцијата наша.
Институциите ќе се демократизираат во Македонија кога оваа власт ќе замине. Тогаш ќе се демократизираат институциите. Сега, заедно со власта, сме гарантори на фер, демократски и регуларни избори, онолку колку што сме застапени во власт. Но сепак тоа е силна гаранција. Од денеска има надеж за граѓаните на Македонија. Јас сум прв опозиционер и само ќе потврдам. Реков дека денеска победи Македонија. Ова значи дека граѓаните ќе имаат слободно изразена волја. Дека кога ќе дојде денот на изборите, ќе одлучат онака како што тие мислат дека е најдобро за нив, за нивните семејства, за нивната земја, за нашата Македонија. Тоа е таа гаранција за која што се боревме и се надевам дека ќе ја успееме до крај да имплементираме заради граѓаните, заради сите граѓани на нашата Македонија.